Булингот останува сериозен предизвик во училиштата, а пораката од младите е јасна. Насилството не смее да се премолчува, ниту толерира. Средношколци од Скопје и од Гостивар денеска преку кратка театарска изведба на тема булинг пренесоа порака за потребата од побезбедна училишна средина. Професорки од двете училишта потврдуваат дека насилство има, но нагласуваат дека сите кои се вклучени во образовниот процес треба да бидат вклучени и во обуки со цел соодветно да помогнат во случај на насилство меѓу учениците. Насилството е присутно во училиштата. Без едукација наставниците не може доволно да се вклучат во превенција на насилството. Законодавниот дом, пред кој што сме овде, е местото каде што се моделираат општествените услови во кои што живеат децата. Децата со овој социјален ден театар испратија порака. Порака испратија и младите, кои беа дел од кратката представа. Тие порачаа дека никој не смее да биде жртва на понижување или насилство и дека само со заедничка реакција може да се создаде безбедна училишна средина за сите. Овој проблем е национална, како да кажам. Everywhere in this world we have this problem, and that's why we shouldn't do this to other people. We should be kind, spread kindness, and be good with each other, not bully others, because we don't know what people go through, their mental health. Сум бил сведок многу пати поради тоа што нажалост е многу често нешто што се случува во училиштето. Булингот во последното време зема по психички карактер на место физички карактер. Например, смеење во ходници, нема да ти кажат нешто, но само кога ќе поминеш ќе ти се насмеват малку. Или па изолација, нема ништо да ти зборуваат и не можеш да се пожалиш бидејќи ништо не ти направиле. Символично, настанот во организација на меѓаши се одржа пред законодавниот дом со цел да се нагласи дека заштитата на децата мора да биде општествен и институционален приоритет. Дополнително периодов во собраниска процедура се измените на Законот за основно образование, со кој се предвидува казна од 250 евра за родителите за секое сторено насилство од страна на нивното дете. Од МОН се оптимисти дека овие измени ќе стапат на сила од септември. Алармот за врсничко насилство се вклучи по последните инциденти во кои ученик од Газибаба беше ранет, а претходно ученичка од Ѓорче Петров беше брутално претепана. Во меѓувреме, за насилничките од Ѓорче Петров веќе се води кривична постапка пред судија за малолетници.